Добар ден, криптоентузијасти од топлата Малта. Нешто интересно кое што мораме да разговараме денеска е заклучоците од пресконференцијата на FOMC состанокот, тоа е Федералната резерва на Мурика. Прво и најбитно кое што можеме да го заклучиме од овој состанок е фактот дека, гледате, сами остануваат повисоко за подолг. Што тоа значи? Тоа значи дека нивните каматни стапки по кои што практично принтаат нови пари и понатаму остануваат да бидат повисоки за подолго. Иако во оваа ситуација ние немаме принтање на пари, тоа не го менува фактот дека сето она што веќе било дадено како кредит на комерцијалните банки сега треба да се врати по многу повисока камата. Тоа е еден од главните проблеми кои што веќе разговаравме дека е проблем на банките во Америка, кои што моментално нормално практично враќаат многу повисоки камати од она кое што беше пред 2 години, пред почетокот на rate hikes. Сега да го оставиме тоа на страна за момент. Значи, знаете, и сами веќе многу пати разговаравме дека имаме два процеси кои што треба да започнат порано или подоцна од страна на Федералната резерва. Првиот процес е quantitative easing, а вториот процес е намалување на rate cuts. Веќе разговаравме што истите представуваат, но нели накратко ќе спомнеме повторно. Значи, quantitative easing значи дека Федералната резерва повторно почнува да принта пари и да купува американски долг. Тоа се оние државни обврзници, bonds и bills, кои што ги издава американската држава, кои што гледаме дека се помалку и помалку интерес има на пазарот, без разлика дали станува збор за физички или правни лица, или пак за домашни или странски идентитети. Значи гледаме дека се помалку и помалку интерес има за државни обврзници на Мурика. Тоа доведува до фактот дека порано или подоцна они веќе мораат да почнат со quantitative easing. Тоа е овој процес кој што јас ви кажам крајно позитивен за нас. Зошто го велам тоа? Значи, прво, време траењето во однос со тоа нели како изгледа моменталната ситуација со Федералната резерва и quantitative tightening и quantitative easing, историски негде од 8 до 10 месеци Федералната резерва највеќе до сега историски ги држала, да речем, quantitative tightening високи, да речем, нели, каматни ставки. Веќе поминавме над 10-тиот месец, што значи дека историски од претходните циклуси веќе се надминале самите себе си во време траењето во кое што така речено се држат овие каматни ставки. Значи дека според овој дел, гледано историски, повеќе од потребно е веќе да почнат со quantitative easing, односно не само да ги намалуваат каматни ставки за кои што ги разговараме подоцна, туку да почнат повторно да принтаат пари и да купуваат нели државни обврзници. Во однос на оваа тема, што кажа Жером Паул? Кажа дека нема да почне со quantitative easing, но досега они го намалуваа обемот на обврзници кои што го купиле од Америка. Што значи дека на тој начин што прават? Они практично вшмукуваат пари од системот во Федералната резерва и ги уништуваат, односно ја намалуваат количината на долари на пазарот. Зошто? Затоа што Федералната резерва до почетокот на quantitative tightening имаше негде околу 9 трилиона долари долг на Мурика. Сега има 7,5. Значи дека негде околу 1,5 трилиони долари они практично добиле назад од во оваа ситуација Мурика и истите ги извадиле од циркулација. Значи они практично кога ќе ги добијат овие пари назад, државните обврзници се достасани и нели престануваат да постојат, а овие пари се извадени целосно од пазарот. Така, затоа што на Федералната резерва пари не и се потребни. Она може во било кое време да испринта повеќе пари. Не си е потребно да биде тука кога Америка веќе нема од кого да поземи, да има од каде, значи да поземи од самата Федерална резерва. Така да во оваа ситуација, значи они кажаа дека до сегашното темпо со кое што се така речено достасуваат и ликвидираат овие врзници кои што ги поседуваат од Америка, ќе го намалат, односно се помалку и помалку пари ќе вадат надвор од циркулација од пазарот. Така, значи, например, ако до сега го продавале, да речеме, на месечно ниво 100 милиарди врзници, значи едноставно оставаат да достасаат, ги земаат парите и ги вадат од оптек. Така, сега, например, тоа ќе го прават со 80. Така, значи, нас тоа многу не ни менува, но самиот почеток на процесот е многу битен за нас. Зошто е тоа така? Затоа што кога вие почнувате
да намалувате со темпото на продавање на вашето портфолио во оваа ситуација државните обврзници кои што ги поседуваат, тоа значи дека веќе сте на пат кон quantitative easing. Само прашање на време е кога ќе престанете целосно со продавање и едноставно вадење на овие пари од циркулација и ќе продолжите повторно со купување на нови обврзници. Што тоа значи? Уште едно, значи тоа е најбитниот дел за нас. Дури ни каматните стапки и рейт cuts не се толку битни колку што е битен quantitative easing. Зошто го велам тоа? Затоа што досега они ја намалуваа количината на долари на пазарот. Што се случува кога одредено добро ќе се намали во количина на пазарот? А е побарувано. Значи неговата цена почнува да расте, неговата вредност почнува да расте, затоа што колку повеќе е нешто ретко на пазарот, толку повеќе побарувањето расте поради тоа што е ретко и на тој начин поради конкуренцијата помеѓу луѓето кои што сакаат да го купат, нормално дека и цената на таквото добро ќе расте. Тоа е она што го гледавме со доларот веќе скоро 2 години наназад, како цената порасна екстремно високо, иако доби корекција, моментално не се коригира надолу, заради тоа што и понатаму имаме голем интерес и Федералната резерва и понатаму вади долари од циркулација. Така, што значи во моментот кога ќе почнеме со quantitative easing, ние ќе бидеме во ситуација која што е најповолна за нас. Зошто? Затоа што без разлика на каматните стапки, значи американската држава со сигурност ќе продолжи да продава обврзници на Федералната резерва. А кога тоа ќе се случи, овие обврзници кои што ќе почнат повторно да влегуваат во баланс шит, односно портфолиото на Федералната резерва, ќе земаат нови количини на долари кои што ќе се враќаат во владата на Америка и ќе се пуштаат во циркулација на пазарот. Колку повеќе долари во циркулација, толку е поголема нивната количина, колку е почесто одредено добро, толку повеќе нивната вредност се намалува. Што значи дека кога ќе почне конечно Федералната резерва повторно да купува обврзници, ќе имаме повеќе долари на пазарот и автоматски ќе дојдеме во ситуација каде што доларот ќе почне да паѓа на вредност, а со тоа ќе им даде дополнителна сила како на биткоин, така и на сите останати добра на пазарот. Значи ова не е само за ризичните добра, ова е исто така и за валутите на останатите земји. Затоа што моментално доларот како доминантна резервна валута со ваквата политика на Федералната резерва предизвикува многу големи потешкоти. Сигурно нив не име гале што има потешкоти и во Кина и во Русија, нив име гале затоа што има потешкоти и во Јапонија, во Европската унија, каде што еврото и јенот, тоест јуенот на Јапонија, се на рекордно ниско ниво во вредност наспроти доларот. Зошто? Поради оваа политика на quantitative tightening за која што разговаравме. И колку подлого се задржат високо, толку повеќе овие земји се во на некој начин не само рецесија, они може да влезат и во депресија поради истата таа ситуација. Што значи, quantitative easing е целта која што треба да достигнеме, дури и rate hikes да бидат високи. А дополнително кога ќе добиеме и rate cut на сето тоа, каде што и каматата по која што Федералната резерва ќе почне да позајмува пари на комерцијалните банки ќе се намали, тогаш ќе имаме дупло забрзување покрај quantitative easing и rate cuts кои што ќе дојдат од овие 5,5% надолу. Да, Джером Пауел кажа дека се уште е рано, да кажа дека оваквото заживување на инфлацијата нагоре и понатаму представува проблем и истиот како проблем може да предизвика дури и да не видиме rate cut оваа година. Дали е тоа така или не останува да видиме, затоа што многу пати беше прашан дали со сигурност нема да има rate cuts. Он кажа дека rate hikes нема да има, што дека нема да имаме покачување, но rate cuts зависи од тоа какви ќе бидат податоците во останатиот дел од годината. Што значи дека и понатаму активно продолжуваме да ги следиме инфлационите стапки, и понатаму активно продолжуваме да следиме невработеноста, затоа што како што кажавме, овој пат исто така беше потврдено на овој состанок, доколку невработеноста се качи над 4%, тоа веќе е сосема поинаква игра. Односно, тоа е вториот мандат за кој што истите се избрани, а тоа е да го чуваат степенот на невработеност под 4%. Над 4% веќе се смета за алармантна состојба и истите мораат веднаш да реагираат. А реагирањето е што? Воспоставување на rate cuts. Затоа што само во релаксирана економија во која што имаме quantitative easing, влез на долари нови во пазарот и ниски камати, ќе дојдеме во ситуација во која што економијата е доволно силна за да го намали бројот на невработеност. Обратно, ако влезат во рецесија, бројот на невработеност сигурно ќе се качи над 4%. Така да, нас во корист ни е моментално што повисока невработеност во Мурика и што пониска инфлација, заедно со уште една работа која што мораме да напоменеме, колку помалку интерес има за мурикански долг,
како што беше ситуацијата со, нели, веќе разговаравме за reverse repo, нели, институцијата. Значи може да погледнете тоа видео каде што обяснуваме што истата представува, само погледнете го видеото за банкарската криза, значи која што очекуваме, таму е детално објаснето. Значи reverse repo, овој огромен квантитет на пари кој што е внесен во reverse repo, нели, институцијата која што е наменета за банките да можат да добијат ликвидност кога им е потребна на брз начин. Значи истата моментално е злоупотребена од Америка со високи каматни стапки, каде што буквално се примамува тој капитал да се придвижи кон обврзници на Мурика, односно се примамува овој капитал да се пренасочи кон купување на обврзници на Мурика. Така да тоа е веќе при крај, гледате и сами дека, значи од 2,5 трилиони, ако не сазвам со останато исто 400 милиарди долари, значи веќе е исцеден и овој последен извор од каде што Америка може да, така речено, примамува капитал. Гледаме се помалку и помалку држави се заинтересирани за купување. Најголемите држави кои што досега имаат најголема количина на мурикански дол, како Јапонија, веќе продаваат и тоа долго време. Значи дека единствено што останува е што да се појави оној главен идентитет кој што купува, а тоа е Федералната резерва. И сега веќе се вртиме округ, се разбираме. Че на крајот од денот сето ова е позитивно за нас, но за жал нема да се случи преку ноќ. Потребно е време, но во првиот момент кога конечно ќе се прогласи quantitative easing или rate cuts или двете, тоа ќе биде крајно позитивно за самиот крипто пазар. Нормално ова не се единствените критериуми и двигатели на пазарот, но се едни од најбитните, затоа што уште еднаш сите криптовалути се тргуваат највеќе во противвредност на доларот. И како такви, колку помала е вредноста на доларот, нормално е толку подобро за нашите портфолија. Така да остануваме и понатаму да го следиме ова будно. Значи, ако се сеќавате, јас што почетокот на нашиот канал кажав дека крајно битно е следење на политиката на Федералната резерва, крајно битно е следење на каматните стапки кои што ги поставува Федералната резерва и така натаму, со цел прво да утврдиме која е вредноста на доларот и во кој правец се движи, за тоа да имаме многу подобра слика што очекуваме од криптопазарот, биткоин и останатите валути. Така да ви благодарам што го следевте ова видео како и сите останати. Погледнете го нашето видео во 5 часот попладне, каде што ќе разговараме за SEI протоколот, значи тоа е многу интересен layer 1, а во текот од утрешниот ден очекувајте го видеото за HoloHot. За недела веќе избавте, ќе правиме апдейт на портфолио, односно верувам дека тоа ќе бидат повеќе од едно видео, ако ништо друго барем две, каде што прво мораме да ги обработиме најголемите и најбитните коини кои што ги имаме во портфолиото, со, нели, вести и техничка анализа, а доколку има интерес ќе обработиме и трето видео каде што, нели, оние помали ќе ги опфатиме. Така да тоа е во однос на остатокот на неделата. Уживајте како и секогаш и се гледаме во следното видео. Поздрав од топлата Малта и од Крипто Гемиче.